Се враќаме назад. Михаел Караколев. Добар ден. Добар ден. Добре дојде. Добро ве најдов да ви посекам успешна работа во новата сезона. Ти благодариме. Од она што можев да забележам не следиш. Да, ве пратам. Има конкретни емисии кои ги пратиме заедно со сопругата и интересно е, да. Добро. А и ние те следиме. Па затоа сум тука, нели? Имено. Михаел Караколев, нагалено Миха, огноборец. Огноборец, точно. По професија си пожарникар, овде си заради специфични видеа кои што ги постираш од себе и од твојата работа. И таму каде што ги постираш, пишуваш огноборец, нели? И тоа стварно има некоја логика. Дали си пожарникар или ти си огноборец? Точно. Колку време? Огноборец веќе 7 години. Не цели 2 инструктор по итни медицински интервенции. Водиме борба и идеме напред. Борба со кој? Борба во смисол на промоција на службата и себе промоцијата, дека нештата идат напред. Почнуваме да наликуваме на оно што го гледаме на запад во смисол на пожарникарството и во смисол на тоа како треба да изгледа еден пожарникар при одговарање на било која интервенција. Михаел, особено допадливи се видеата кои што ги правиш. Еден од, можам да кажам, попопуларните ликови си. Тоа ти го кажа, ја не го кажа. Да. Да, можеме во исто време да погледнеме инсерти од видеата додека зборуваме, повели. Кога започна првпат и од каде идејата со овие видеа? Идејата со клиповите од самиот старт, нормално не е од самиот почеток, нели ја печеш се уште службата, гледаш што ќе се справуваш понатаму и дека не е така едноставно, не е обично црево вода и гаси го пожарот. Идејата мислам почна после една година искуство на работа и беше како цел на двострана промоција и себе само промоција и промоција на самата служба. Поради тоа што мислам дека беше изгубен имиџот на нашата служба створен пред моето доаѓање во пожарна. Не би коментирал тој имиџ како е створен и од кого е створен. Едноставно сакав тотално будење во поглед на нашиот народ, за понатаму не размислов едноставно нашите луѓе да видат дека во оваа служба функционира во оваа држава, дека треба да биде на едно понисоко ниво и да видат со што се справуваме на самите терени, дека не е сето тоа така едноставно. Си помислили за првото видео од кого ти треба дозвола или реши ќе го извадам телефонот и сега? Не би рекол дека одеднаш го ставив, нормално, поради тоа што имаме одговорна работа, не знаеме дали смееме сами себе да се представуваме во униформа на самата служба. Свртив неколку телефони. На почетокот не добив добар знак, но понатаму како и да ја работите, по гледање на самите видеа, по разговори, колегите меѓу себе се до врвот, испадна дека сето тоа е окей, од кога видео дека е и промоција на самата служба. Едно од последните видеа кои што не е постирано од тебе, туку некој решил да го направи за тебе и да го објави, а предизвика голема реакција, е токму следното. Јас ќе замолам режијата да го погледнеме, секако тонски, за малку повеќе да ни биде јасно која е мисијата на Михаел. Јас сум Михаел, пожарникар и инструктор за итни медицински реакции при градот Скопје. Веќе 7 години ја работам оваа работа и се трудам да ги скршам бариерите и да го тргнам оној озогласен муавет за нашите колеги, биле дебели, вакви, онакви, ништо не се работело по цел ден. Во суштина на кој сака да му гори, нели? Само за оние кои секој ден одат на работна смена и го жртвуваат својот живот, спасувајќи ги вашите, чувајќи го вашиот град, чувајќи го вашето село, вашата улица и вашето мало. Реално, Михаел, ти си нетипичен пожарникар. И по изглед, и по Да, начина... до некаде точно нетипичен би рекол за ова подневје. Меѓутоа, апсолутно типичен доколку би погледнале Европа и САД, како изгледаат пожарникарите, сепак ние сме физички работници. И колку е таа борба твоја овде сизифовска? Има ли ефекти?
Има ефекти. Не би било овде ако нема ефекти. Благодарение на подмладокот, голем дел од старата екипа, благодарение на свесност дел од командирите кои што на се ова гледаат охрабрувачки. Оваа прилика ќе искористам да си ја поздравам четврта чета и командирот Беслач, морав да го кажам ова затоа што они се семејството во кое идам повеќе отколку што сум дома. Ме охрабрија, ова се уште продолжува, за некого ова може да биде и антиреклама, може би нема да се согласи со сето ова, али нашите амбиции на последните колеги пред 2 години кои влегува од младата гарнитура се исти. Да одиме напред и да изгледаме како што треба, машки и спортски. Во една прилика со првите луѓе кога разговарав на против пожарната ми рекоа дека фалат луѓе внатре и особено еве да бидам да кажам најпросто фалат и женски лица во против пожарната. Тоа е реален проблем. Точно, тоа е реален проблем, тоа е проблем број 1, нас ни требаат луѓе, без разлика од национална политичка припадност, нас ни требаат млади луѓе желни за работа. Се надевам дека доколку има оваа година примање на нови лица, се надевам дека ќе бидат и девојките и жените вклучени во самите примања, конечно и ние да станеме дел од светот, нели? Оно што го гледаш како хендикеп всушност. Да. Колку успеа на постарите колеги да им наметнеш навики или начин на размислување кој што го имаш ти? На онаа генерација која ги надминува веќе 55 говорим и ние имаме пожарникари со над 60 години, што всушност е исто голем проблем. Малку потешко. Помладите колеги, односно оние колеги колку моите родители, со нив нормално се наоѓаш, ја добиваш почита и грижата буквално како татко и како родител. Они се и за, се и не, у смислот дека може нема да добиеш повратен одговор. Меѓутоа, истроши се, па после ќе разговараме. Михаел, една од оние работи кои што исто така малку ме копка. Дали видеата кои што ги поставуваш во себе имат содржат и коментари кои што еве можеби сите се позитивни, можеби не идуваш и на некакви критики дека токму тоа што го правиш не е за таму. Каков фидбек добиваш од Фидбекот е 50-50, нормално знаеш каде и каде сме, што се случува и како се случува. Хейтери има на секаде, нели ќе го кажеме така, не е народносно, него е као урбана сеа. Образложување имам дадено во самиот клип, доколку сака некој да се разбереме, може да се видиме да дојде во службата. Службата е отворена за секој човек што е заинтересиран. Еви покана да сите родители, често имаме јавувања со дечиња, слободно може да дзирнат што и како се случува во службата. Секогаш имало колега што е отворен да прикаже сето тоа. Што би кажал сега понатаму? Па не знам што да ти кажам. од оние негативните коментари? Па од негативните коментари На што најчесто имаат замерка? можеш да извлечеш до 30% од негативните коментари кои се во врска стварно со поентава дека слабости, дупките во пожарна се изразуваат и на терен. И конкретно луѓето се напнати околу тоа како изгледале пожарникарите, колку сме ние малку, колку некој не стигнал на време, иако точно сме на време, морам да ја пофалам службата, у последните 4 години има направено рекорд колку брзо стигаме на терен. Коментарите се во случај се во однос на сите проблематики што веќе ме прашат и уствари дупките во нашата служба, потребата од луѓе и дел опрема и возила. Ама знаат дека Михаел го гледаат и затоа таму и прашањето. Добро. Михаел, 7 години си во службата, ова веќе за крај, бидејќи следува терминот Чалски за вестичина. Така е, Елена е веќе подготвена. Предпоставувам, ризични ситуации во овие 7 години имало? Има и такако. Најкритичните ситуации не се за на камери, ама буквално, затоа што се многу детални. Не секој со очи и уши би го поминал сето она што го поминуваме, отколку дознавме, нели претходно спомнав, оваа пожарна не е само црево и вода, него одиме и на било какви интервенции во смисол сообраќајни интервенции, заглавување во лифт, давители, земјотреси. 3 години како идеме активно учествуваме од поплавите. Така да буквално сегде има, иако тоа не се гледа во етерот, за жал. Но страф нема. Страф не сме да има. Исклучуваш, го облакаш од делото и буквално мислиш дека си супермен, дека те служи, те штити службата. Чувството е такво, додека сте на работа. Адреналин. Адреналин. Да, добро.
Михаел, јас ќе се заблагодарам, не знам Чалски дали имаш уште некое прашање? Имам уште многу прашања, меѓутоа Немаме немаме повеќе толку време. така, да. Михаел може да остане и понатаму, интересна приказна за нас. Оно што јавноста не го знае ни колегата овде, е дека се понуди за работно место овде во телевизијата. Да. Да споменам за сценаријата и околу тоа, замислите или во некоја друга прилика? Да, но она што јас не го знае во приказната е дека Михаел се понуди да води емисија за готвење овде. Со тоа што ми наметна дека најдобрите готвачи биле пожарникарите. Тоа не знае. Точно. Веќе постојат неколку шоа во светот кои што константно куварите, народносно кажано од четите и од бригадите, готват и се надпреваруваат во Соединените Американски држави поточно. Од таму падна и идејата да видите пожарникар во престилка и сето тоа да биде интересно, па ви прикажам како колегите добро готват. Да. Одлично, ја не знам, јас бе прифатила оваа идеја. Новинарите како готват, да знаеш. Ај. Ја дојде Јас на не ред. би Да, ризикувала. може. Јас не би ризикувала. Чаловски Джигоманова е твоја за најава, Да. повели. Джигоманова, ќе ги слушнеме на новите информации од Македонија и светот повторно, така? Да, јас очекував ќе ме прашаш дали јас знам да готвам, јас сум од тие новинари што не Јас го кажав сакаат и новинарите, знаат. Така. Ќе почнеме со вестите веднаш по кратката пауза.